Согласно новите препораки и мерки за движење на граѓаните кои се донесени на последната владина седница, заседаваше кризниот штаб во Виница, кој ги разгледа можностите за практично спроведување на националните мерки во локални рамки, но беа донесени и неколку одлуки на локално ниво. Во Виница нема потврдени случаи позитивни на COVID-19. Тестирања се спроведени на повеќе лица, но сите досегашни резултати до моментот на одржување на состанокот се негативни. Од полициската станица во Виница информираа дека во моментот 10 лица се уште се во државен карантин. Тројца се пуштени дома, но и по излегувањето од државниот карантин неопходна е уште 14-дневна самоизолација на овие лица заради опасноста од продолжено време траење на инкубацијата. Во домашна самоизолација под надзор на полицијата се 12 лица на територијата на општина Виница. За непочитување на полицискиот час во општината поднесени се 12 кривични пријави, додека за прекрашување на мерката за самоизолација поднесени се 4 кривични пријави. Од Здравствен дом Виница информираа дека медицинскиот персонал ги прима само итните случаи и дека до овој момент ги имаат на располагање неопходните ресурси за заштита на вработените, благодарение и на неколку донации од приватниот сектор. Кризниот штаб расправаше и околу можноста и условите за движење на земјоделците кои не се регистрирани, ако имаат стока или земјоделски работи на територијата на град Виница во периодот на полицискиот час, за што се очекува дополнителна одлука која ќе биде објавена на социјалните мрежи. Додека пак за земјоделците во селото останува да важи одлуката донесена на влада за слободно движење во атарот на населените места согласно потребите. Трудовиот инспекторат излезе со констатација дека производствените капацитети воглавно ги почитуваат мерките за дезинфекција и заштита на вработените, а околу движењето на работниците во време на полициски час, тоест одење и враќање од втора и трета смена на работа, дозволи со соодветен печат и архивска заверка треба да издаваат работодавците, а не инспекторатот. Општина Виница во соработка со јавното претпријатие Солидарност ќе преземе мерки за дезинфекција на сите возила на влезовите од кај Кочани и Берово. Да се упати апел до сите институции кои работат со луѓе, банки, пошта, маркети, да го организираат влезот и излезот на граѓаните, за да не се создаваат непотребни гужви. Општа констатација е дека не се почитува неопходното растојание меѓу граѓаните кои чекаат. Полицијата почесто да ги обиколува фреквентните места во градот, со акцент на градскиот пазар, каде непотребно се групираат луѓе, и да презема соодветни мерки за разбивање на ваквите собири, кои ја надминуваат дозволената бројка, но и не го почитуваат дозволеното растојание. За сите дополнителни мерки и препораки од кризниот штаб, граѓаните ќе бидат благовремено информирани.